Оние кои досега можеа да се представуваат како истакнати правници да се сместат во судскиот совет, ќе може да го прават тоа и во иднина. Препораките од оценската мисија не предвидуваат промени во овој дел. Останува исти начинот на именување преку собранието. Во предлозите на собранието за членови на судскиот совет кои под превезот на терминот истакнат правник, секогаш се појавуваат имиња поврзани со политички влијанија и партиски конекции. Според досегашните информации за препораките на оценската мисија на ЕУ, што влезе во судскиот совет по неговото скандалозно однесување, не се препознаваат суштински разлики, кои што треба да придонесат за независно судство. Се заоструваат критериумите, односно ќе им треба поголем стаж на правниците, ама пак ќе може некој кој никогаш не бил судија да суди и да им ја оценува работата на судиите. Сепак, имплементацијата на препораките на оценската мисија ќе придонесе за поажурно и независно судство. Оптимист е новоизбраниот председател на судскиот совет Александар Камбовски. Се што беше во наша надлежност и што можевме ние самите да го направиме, сме го направиле до сега. Останати се работи кои што не зависат од нас. Зависат од финансии, зависат од одлуки на другите власти, на законодавната власт, од донесување на измени на закони, законот за судски совет и останати закони. Докаде се тие поставки точно не можам да ви кажам и не знам. Се променуваат условите кој се може да биде кандидат, односно личност, кои услови треба да ги исполнува за да може да биде член на судскиот совет. И има таму по заострување на критериумите во поглед, например, години на искуство, колку години работел како правник, како професор или како адвокат. Мислам дека во тој дел повеќе ќе се прават. Се заоструваат критериумите точно. Кој може да биде член. Тоа со цел е, претпоставувам, да добиеме квалитетни членови, бидејќи тие точно дека доаѓаат од политиката, дека политиката ги предлага. Меѓутоа, и сигурно и политичарите сакаат да пратат во судскиот совет квалитетни членови кои што ќе допринесат за работата на судскиот совет. Во меѓувреме, Министерството за правда организираше дебати на кои учествуваа суди и експерти, се со цел да се скоцка новиот закон за судски совет. Една од препораките на оценската мисија е да се направи измена на постоечкиот закон за судски совет. За сега на јавноста не е познато кога ќе биде објавен нацрт законот, што го подготвува работната група на Министерството за правда. Оттаму тврдат дека законот ќе се донесе до јуни. Работна група на Министерството за правда ќе подготви нов закон за судски совет кој треба да ги заостри критериумите за избор на членовите, дисциплинските постапки, транспарентноста, должината на мандатот, како и дефиницијата истакнат правник. Нацрт верзијата ќе биде испратена до Венецијанската комисија на мислење пред да биде пуштена во собраниска процедура. Досега под превезот на истакнат правник во судскиот совет седнаа многумина кои повеќе се поврзуваат со партија или политика отколку со судство и правда. Поранешната председателка на судски Весна Дамева влезе во советот на предлог на тогашниот председател Стево Пендаровски. Таа била член на правната комисија на СДСМ, а никогаш не била судија, туку работела како стручен соработник во кривичниот суд. Исто и екс-председателката Павлина Црвенковска. Никогаш не судела, а била шеф на кабинетот на Бучковски, функционер во владите на СДСМ и човек од најголема доверба на Заев. Селим Адеми, пред да влезе во советот, имал партиски функции во ДУИ. Адвокатката Тања Чачаровска-Илиевска, пред собранието да ја изгласа за член на советот, била донатор на СДСМ. Судиката Антоанета Димовска, која сега е член во советот, пак е сестра на поранешната пратеничка на СДСМ Снежана Калеска-Ванчева.